Онколошкото одделение во Штипската болница работи на работна рентабилност од кадар и средства. Ниту просторните услови се за пофалба со оглед на тоа дека пациентите терапијата ја примаат во импровизирани болнички услови, а доцнат и дисперзираните услуги. Докторката работи во една миниатурна маќос во ходник, во една миниатурна канцеларијичка. Последниот пат кога едов се случи да падна интернет, не може извиште да си даде докторката. Значи се нервира, а наврх ходникот полн со пациенти. Еден специјалист онколог и една медицинска сестра е кадарот на одделот за онкологија во болницата во Штип, каде минатата година се извршиле околу 2000 прегледи, а во 2024 биле остварени околу 3000 прегледи. Моментално онколошки третман добиваат над 120 пациенти од целиот источен регион. Инвестирање во човечки, просторни, но и материјални ресурси се повеќе од неопходни на штипска онкологија. Децидна е Караколева Илова. Мора да се направи една национална стратегија за едно системско и систематско решавање и тоа веднаш, значи да се направи една краткорочна, среднорочна стратегија и истата да почне да се имплементира. И младиот дипломиран онколог од Штип Елвин Шакиров, кој својата кариера ја планира во странство, потврдува за актуелната состојба во штипска онкологија и вели дека пациентите се дополнително финансиски оптоварени. Во овој момент во Штипската болница само се извршуваат контролни прегледи на онколошките пациенти, а за примање на терапија се упатуваат кон Скопската клиника. Пациентите се изложуваат на дополнителни трошици, бидејќи едно патување од Штип за Скопје чини негде околу 3000 денара, што тоа е дополнителен финансиски трошок за пациентите. И добро знаеме дека ете како им требаат финансиски средства на пациентите кои се случуваат со ваква страшна диагноза. Од здравство пак за 24 велат дека се работи на проект за нови просторни услови, а кадровскиот проблем се ублажува со лекари од Скопје. Во моментот се работи на основен градежен проект за адаптација на нов простор кој покрај дел со ординација ќе има и дел за подготовка и прием на терапија на ниво на дневна болница. По добивање завршен и ревидиран проект ќе следи постапка за избор на изведувач на градежни работи и за надзор. Инаку, кога ќе се реализира одамна најавената дисперзија на онколошките услуги во Штип се уште не е познато, иако примањето терапија поблиску до местото на живење за пациентите би било големо олеснување. Процесот на децентрализација се одвива споро, а истиот беше најавен во болниците во Тетово, Битола, Штип и градската општа болница 8 септември. Целта е да се децентрализира третманот на онколошките пациенти, кој досега е ограничен само на клиничкиот центар во Скопје.